Како од Пандорина кутија, деновиве излегуваат сите зла, сите неправилности кои што дозволија да се случи несреќата, пожарот во Кочани. И додека истрагата е во тек, тагата за починатите, за настраданите од овој пожар и гневот за оваа трагедија не стивнуваат. Властите во меѓувреме прават контроли на терен и веќе неколку локали беа затворени поради тоа што немаат лиценца или немаат услови за работа. Овде ни се поставува прашањето колку генерации низ годиниве живееле во услови каде што се небезбедни локалите за излегување, колку генерации биле загрозени, дали било така од секогаш или пак не. Во продолжение зборувам со Ѓорги Галетановски Чомбе, познат скопски менаџер низ годините во овде кај нас, но и поранешен директор на Скопската зоолошка градина. Добре дојдовте во Слободен печат. Добро најдов. Колку време ќе ни треба, Галетановски, да се вратиме повторно во нормала со ноќниот живот? Што мислите, ќе се врати или некогаш ноќниот живот како што беше некогаш? Па и така беше мртов веќе подолго време после оваа трагедија што не се случи, мислам дека најголема од оформување на држава. Тешко дека би се вратил на оние патеки кои што беше до пред 10 години. Се надеваме дека ќе се поработи на него, со младите да се поработи, дали иден градоначалник и на власт, да се засилат овие, кои што кажавте, контроли со лиценци, со безбедност, да им загарантираме на младите дека ќе бидат безбедни, кај што искачаат, и на родителите не име се едно секако да си ги пуштат децата у искачање како порано што сме биле безбедни, ама да се надеваме дека ќе биде подобро. Факт е дека сега одењето во дискотека, одењето на концерт добива една поинаква димензија. Велите родителите сега не би сакале така лесно да ги пуштат децата во дискотека. Што ќе правиме, Галетановски, ќе бараме лиценци на врата кога одиме на концерт, дали е безбедно местото, како ќе функционираме? Што мислите? Видете, па после ова ќе мора и тие што имале лиценци да им се проверат сигурно дали биле нормални условите за посета и безбедносните протоколи. Па, знаете, вие памтите, порано се знаело што е диско, да има 3 излеза, да има ПП апарати, да не се пуштаат малолетници внатре, и со тие концерти што се дешаваа мораше да се пази. И ова е лоша случка што се случи, меѓутоа јас сум замерувал многу пати порано на некои концерти кои ќе видам малолетни лица после 12 сат. Се знае, концерт е до 12:00 и многу имаа практика да ги прават настаните после 12 да се задржуваат. За среќа немало вакви катастрофи, но видовте што се случи. Ќе мора да се пази, како што ви кажав, секој што има објект кај што треба да има гужва, кај што треба да има ивент, мора да ги извади сите лиценци и да биде проверено све професионално. Вие веќе неколку години не сте менаџер низ скопските локали. 6-7 години, тоа е релативно и рано, но и не толку рано, пред 7 години. Се сеќавате и велите дека тогаш немало вакви пропусти. Ајде да се вратиме на тоа време. Како беше, дали кога влегувавте во тие клубови, односно кога се одлучувавте да бидете менаџер на некој клуб, детално ги проверувавте тие работи? Дали бевте свесни да проверите, чекајте, дали има ПП апарати, дали тоа се правеше, дали менаџерите го правеа тоа? Видете, можеби и порано имало пропусти, меѓутоа имаше можеби помалце места и оние места што беа дискотеки беа проверувани подетално од полицијата и од институциите, вклучително и од нас вработените. Нормално ја не би прифатил да работам на некое небезбедно место. Вајда дека беа помалци, многу се пазело порано, не знам дали памтите, постоја жуниор забави. Така. Оние тоа што немаа наполнете 18 години искачаа од 9 до 12. Се чистеше диското, у 12:30 почињаа сениор забавите, кои траја до 4 сабајли. Па немало шанси да пуштиме дали мои колеги менаџери или до обезбедувањето да пушти некој малолетен. Нисо врски? Не, се уеле директори, министри ургирале, немало шанси тоа. Не смееш да пуштиш, на твоја одговорност било све.
Да, и порано велите имаше можеби помалку локали, но некако тоа ноќниот живот многу убаво беше поделен. Еве и во мое време имаше џуниор и сениор. Добро е што го споменавте тоа. Каде се изгуби, во кој пат се изгуби тоа да нема џуниор забави? Да, и мене не ми е јасно како можеше да се укинат тие џуниор забави. Фактички со тие јуниор забави градот имал ред. Се знаело кај искачаат децата и родителите не ги мислеа децата. Си доаѓа од 12, го зима детето од диско или од концерт. Не знам што се случи задниве 4-5 години. Има случаи со 17 годишни девојки или 18 ќе се дотера, ќе се нашминка, ќе влезе, ќе ја пушта, нема да ја побара нормално, ќе ја види некој 2 метра висока. Нема да ја побара ни лична карта, но све тоа лошо се одрази воопшто и во ноќниот живот и секако. А како оди тоа? Јас не можам добро да се сетам тоа со лични карти, само доколку некој ти е сомнителен му бараш лична карта. Па сега, ако сте менаџер, треба да го процените. Знаете, ќе го видите поднесувањето, првиот пристап на вратата, културата, како е облечен. Ќе му побарате лична карта. Покомплицирано е кај девојките, пошто има девојки 17 години, има личи на 21, на 2 и сепак ќе на осет ќе побарате лична карта, ќе видите. Меѓутоа се дешавало да ви промакнат од 50 или од 101 на 2, ама повеќе не. Сте биле ли вие некогаш во Пулс, во дискотеката? Не сум. Меѓутоа, многу пати сум требало да отидам, ама не сум отишол. Пееле мои пријатели, другари, изведувачи, не сум отишол. Некогаш сте добиле, можеби, од некој од пријателите сомнеш за тоа место? Имало некогаш некој да ви каже дека изгледа сомнително? Некој да забележал дека постојат пропусти? Видете, искрено не. И тие пропусти сега сите, знаете како викаат, после војна сите сме генерали, сите пропусти ги гледаме сега од кога се деси катастрофата. Многу мои пријатели пееле, кој што ви кажав, таму настапувале музичките звезди и после сега сите кажуваат, абе беше вака, беше така. Меѓутоа, не се ни пеачите тие што треба да кажат како е, нит па гостите. Постои обезбедување, првично постои собственик на диско, па постои обезбедување, постои МВР, постои градоначелник. Значи, одговорноста има и име, презиме и место. Да, токму тоа ми е следното прашање. Како се случи оваа трагедија, каде да го бараме виновникот? Па видете, јас ви кажав, тука нема сожалување за никој. Првично, газдата не може да си дозволи да толку време работи бизнис, што веројатно ја прехранил цела фамилија со тоа и други, и печалил за многу, се работи за многу пари, сите знаеме од ноќниот живот и од дискотека колку се заработува. Газдата не смел да си дозволи од 2012, ако го отворил диското во поранешен магазин за теписи, да не реновира кров или да остави стаклена волна у кровот, да не уложи 20.000 евро у кров на отварање на daljinsko, кај што нема да се деси никад пожар, да остави стаклена волна, или да дозволи кровот у диско да му биде 2 метра, прво тоа не може никој лиценца да ти даде ако ти е 2 метра висок кровот. Второ, он претходно видовме ние, може ли да ги обвинуваат ДНК сега? Прво не е човечки, затоа што видовме клипови од претходно звезди што настапувале дека има огномет таму. Да. Така да, он не смел да дозволи пиротехнички средства ако кровот му е 2 метра висок и ако има стаклена волна. Директен одговорен е газдата на диското. После се факторите како МВР што допуштиле, пазарна инспекција што допуштила да работи, УЈП што дозволиле да работат по 5 години, 2 години, па некој ги слушам, викаат, бе му истекло пред 2 дена, бе шо правиле година дена, како работело, блокирана сметка. Така да виновниците се знае кај треба да ги бараме. А дали се виновни и од страна на обезбедувањето? Обезбедувањето не можеме да го кривиме директно, затоа што на тоа обезбедување треба газдата да му дае налог што да направи, и менаџерите. Јас кога газдите, собствениците нас не оставале у поверење дискотеката, ги знаеш ингеренциите кои ти се го поставуваш обезбедувањето на врата, му кажуваш што да работи, како да работи, да претресува, како да претресува. Не е дужен обезбедувањето ако газдата дозволил да се внесе пиротехника, да ја одземе пиротехниката. Напротив, тие дечки спасувале луѓе таму, не можеме да ги обвинуваме, не е душмански да ги обвинуваме тие луѓе.
Дали сте слушнале вие за агенцијата Рубикон? Дали можеби ви е познато? Искрено не. Не ви е, не фигурирала од ваше време, некогаш не сте слушнале за... Не сум слушнал, прв пат слушам. А што мислите за затворената врата? Имало уште една врата која што била затворена со катанци, никој не ја отварал? Слушнал дека вратата била затворена. Долго време исто тоа за тоа би бил одговорен собственикот на диското, за тоа што ако имало уште една врата, не смел да ја држи затворена. Сепак диско, како беше лиценца, се бараше дали 3 излеза, дали 2. Не ме фаќате за збор. Зошто било заклучено, само он си знае, веројатно ќе докажува по судови. Дали знаете како се прават фалсификувани лиценци? Не би можел тоа да ви кажам и не верувам дека некој би направил тоа. Меѓутоа, слушнав нешто и јас не верувам. Второ, ја познавам жената што ја обвинуваат, не важела за таква личност. Како испаднало тоа фалс лиценца, не ми е јасно, бидејќи како може да биде фалс лиценцата ако некој пишал дека исполнуваш све, кој би ја заверил? Не ми е јасно стварно. Дуи побара меѓународна истрага во врска со овој случај, од вашата партија СДСМ пак бараат анкетна комисија. Опозицијата конкретно смета дека оваа истрага се спроведува селективно. И сега, што е тоа селективно во постапката, Галетановски? Каде гледате забелешки? Според мене, знаете што е селективно? Не може да обвинуваме ние сега поранешни директори на УЈП и на било која институција, а да не го обвинуваме сегашниот директор. Малце не е етички, не е фер, не е коректно или да го обвинуваме тогашниот министер за економија, да не биде крив овој директор за економија, министер за економија. Да обвинуваме некој полицаец обичен, да не го обвинуваме началникот на полиција. Крај крајева, градоначалникот кој што видовме го пуштаат дома, а луѓето лежат притвор. Градоначалникот е тој што подпишува употребна дозвола, сообраќајно решение, како беше што... Да, сообраќајното решение е врзан подпис му е со МВР. Значи не можеме ние да бркаме самовили, едни да лежат притвор, други дома да лежат. Тоа според мене не е ни етички и е селективно крај. Се согласувате со тоа дека е потребна анкетна комисија и меѓународна истрага во овој случај? Не знам и не ме интересира тоа, ами јас само сум сигурен дека е потребно сите да се изведат пред лицето на правдата. Тоа анкетни комисии, тоа може да се влече со години, знаете како се тераат тие работи. Брзо реагирање, брзо наоѓање на кривците, на причинителот, на причината ја знаеме, него брзо водење на пред лицето на правдата на директно обвинетите. Да, и народот го бара тоа, веќе имаме неколку протести организирани токму за овој случај. Младите конкретно, но секако и повозрасни луѓе излегуваат на улица. Дали овие протести, овој ваков начин на изразување на револт го оправдувате и сметате ли дека ќе помогне во конечно да излезат на видели на некои неправилности? Па младите ова не им се први протести, знаете, они почнаа со Фросина. Си бараат правда децата, се створи некоја револуција, гледате и сега и на Балканот и во Србија, кај нашите соседи и тука. Младите не можете веќе да ги лажете, не е више време да ги лажете младите со ќе дојде таа политичка партија, ќе ги вработиме, или не можат више да гледаат како они ќе заврши факултет на 23 години и има предност некој на местен конкурс, он седи дома. Прво ги болат такви работи, второ ги болат вакви работи, правда, ги боли и стари и млади. Не може да се дозволи да гинат млади деца, а да нема одговорности од држава. Тоа нема да го простат и ја ги оправдувам пред се за тоа што се одлепија од сите политички партии. И многу ми е криво што гледам деновиве некои апологети што ги вреѓаат, ги нарекуваат бубаш фаби, нешто ово, она, за тоа што биле политички, ја не гледам таму политички, еве, јас одам на тие протести, не сум повикал никогаш да не им го гушам протестот. Напротив, треба да дадат сите што ако некој е симпатизер на партија, поддржи ги, млади деца се борат за правда.
Да, и тие се декларираат дека нема никаква политичка основа, нивните собери дека немаат политичка основа. Треба ли државата да се вклучи повеќе во помошта и поддршката на погодените од овој пожар? Па државата Црвен крст беа многу брзи, ме изненади позитивно што се собраа многу брзо средства. Сите се вклучивме во таа акција на Црвен крст. Посебно ме воодушеви акцијата на ова што беше Кочани, на млади супрот Кочани. Тоа е многу добра работа, а државата треба поефикасно да им помогне повеќе да се заложи на овие сега што се на лечење на деца, кои ќе се вратат за негата да им помогне на фамилиите, пошто на тие деца имаат многу посттравматичен период и ќе им требаат финансии за психичко лечење и за физичко. И во иднина ќе им требаат сигурно година-две рехабилитација да се оправат, така да мислам дека државата не смее да го запостави тој процес и мора побрзо да реагира. Ако дозволите на самиот крај, како претседател на градската организација на СДСМ Скопје, би сакала да ви поставам две прашања. Во внатрешпартиските анкети на СДСМ фигурира вашето име како еден од кандидатите за иден градоначалник на град Скопје. Дали се уште сакате и имате желба и сметате дека би можеле да бидете прв човек на главниот град? Па, не само во мојата партија, и во други партии моето име на банкети ставено. Јас не сум разговарал ни со лидерот, ни со никого на тоа прашање. Сум размислувал, да, но кој што сум кажал повеќе пати, не е само да сте на анкети кај во вашата матична партија. Градоначалник на Скопје овој пат ќе биде многу тешка работа за било кој кандидат. Зошто? Затоа што градот го гледаме каков е сам по себе оставен. Ако не ве прифати широка народна маса, ако вие не се заложите да действувате уште од прв ден, ако не се заложите да ги ставите младите да работите за младите да останат во овој град кој што зборевме да се подобри ноќниот живот и културниот живот. Тоа ќе ви биде една од главните точки? Не, тоа мора да биде главна точка на секој што сака. Значи, како што ви кажав, не можете да ги лажете ни младите, ни старите. Кој ќе биде градоначалник треба да искочи со решенија веднаш, не со физибилити студии за година, за две ќе исполнам ова. Изјава на нотар. Кривична одговорност ако не ја исполнам програмата првите 2 години. Бидете градоначалник. Вие сте подготвени да го направите тоа? Ја тоа, кога би бил кандидат, би го приложил на нотар заверено првиот ден кога ќе се кандидирам. И секој што е честно што би пристапил кон градот, што му мисли добро на градот и на скопјани, би пристапил на тој начин. Го имате вие магичното стапче Скопје повторно да блесне? Магично стапче немам, но сум бил долго време во таа институција и знам дека ако сака, човек таму може многу да направи за градот. Затоа што има и финансии, има и луѓе стручни, да се поработи на администрацијата, да се деполитизира администрацијата, институциите да се деполитизираат, да не постојат веќе местени конкурси, да се вработуваат млади и како што треба по конкурси, а не со местени огласи, и све ќе биде како што треба. Имам впечаток дека како да сакате да ги издигнете младите во градот, тоа ви е фокусот на... Па знаете зошто? Ова веќе не е ни заверување колку млади се селат. Не е можно ние да останеме град на духови да биде Скопје, да функционираат подобро Струмица, Битола, Штип, не ги подценувам јас тие градови, но Скопје бил порано синоним, знаете и вие, дали било пред новогодишни забави, дали било маскембали, тука доаѓа имало настани, културен настан немаме у градов 2 години веќе. Но нема кој да го организираат, нема млади, сите се пола млади на Хрватска, пола во Америка. Што ќе правам тука, кој што збориме, има конкурс за работа, конкурирал он, џабе конкурирал, влага некој што му го наместиле огласот. Не можете веќе така. Или дајте им предност, дајте ги на раководни позиции. Зошто младите да не би биле во управни одбори или директори на институции? Зошто? Зошто да не им се даде шанса? Тоа е иднината на градот, на држава. Ја така размислам, мислам дека е правилно така.
По парламентарните избори минатата година СДСМ беше на стаклени нозе. Месеци потоа, во пресрет на локалните избори, во каква состојба е вашата партија? Па, се случи тоа што се случи, народот го кажа своето, се надевам дека ни дојде памет и на нас, и на сите што требаше. Партијата се реформираше, се работи со членството, на терен се настапи председателот и цело раководство. Се надеваме дека ќе ги дочекаме и наредните и секој следни избори спремни. Георги Галетановски, благодарам што бевте дел од Слободен печат и што одговоривте на нашите прашања. Почитувани, вам ве покануваме понатаму да продолжите да се информирате преку Слободен печат.